Веќе утре најверојатно ќе се знае кој ќе биде кандидатот за СДСМ за градоначалник на општина Кочани, како и за општините Чешиново, Облешево и Зрновци, со оглед на фактот дека Ивица Димитров прв ја доби довербата на партијата за општина Виница. Од друга страна и кај опозицијската ВМРО ДПМН се познати имињата на кандидатите за Кочани, Лјупче Папазов, и за Виница Миле Петков. Како што стојат работите за нешто повеќе од еден месец пред стартот на предизборната кампања, во 4 општини во Кочанската котлина на гласачите повторно ќе им се понуди црно-бел избор за највисоката општинска функција, бидејќи помалите партии не се охрабрија да излезат со своји кандидати, а нема ниту независни, иако роковите се уште оставаат таква можност. Меѓутоа, кога станува збор за битката за советници на овие локални избори, двете најголеми партии во државата ќе добијат сериозна конкуренција во независните листи. Во Кочани веќе е официјализирана листата на Акија Киов, а по една независна листа за сега е поднесена од општините Чешиново, Облешево и од Зрновци. Согласно изборниот законник и роковникот кој што е изготвен според него за извршување на изборните действија за спроведување на локалните избори кои што ни престојат, во Државна изборна комисија во тек е постапката за собирање на подписи за независни кандидати за членови на совет и за градоначалници. До овој момент во подрачно деление Кочани има поднесено 3 независни листи за кандидати, и тоа за општина Кочани, за општина Чешиново, Облешево и за општина Зрновци. Значи станува збор за независни листи за кандидати за советници. За градоначалник нема поднесено ниту една листа. Постапката за собирање на подписи трае до 30 август на полноќ. Значи сите оние кои што имат желба можат да ги соберат подписите до 38 на полноќ. Паралелно со постапката за собирање на подписи, од 21 август започна и постапката за јавен увид. Сите заинтересирани граѓани кои што имат потреба од запишување, дополнување или бришење на своите податоци од избирачкиот список, тоа може да го сторат, значи лично овде во канцелариите на Државна изборна комисија или по електронски пат со поднесување на соодветна документација која што впрочем е објавена на самата страна на Државна изборна комисија. Промените во избирачкиот список, односно јавниот увид, трае до 9 септември на полноќ, што значи всушност дека последните промени во избирачкиот список може да се направат до таа дата, односно 9 септември. По заклучувањето, односно по полноќ, повеќе, значи не е возможно да се вршат промени во самиот избирачки список. Со оглед на фактот дека рокот за поднесување листи истекува на 30 август, значи дека се уште има доволно време за собирање подписи и комплетирање на пријавите за учество на изборите, закажани на 17 октомври. Телевизија Кочани дознава дека некои помали партии кои барале кандидати за градоначалник не успеале да пронајдат амбициозни граѓани, што е еден вид потврда на недоволно ниво на развојот на демократските процеси и несоодветни услови за рамноправна борба за опстојување на власта на локално ниво.